Можноста на враќањето на ДДВ-то на струјата од 10 на 18% е присутна и тоа би можело да биде новото покачување за овој износ од јули, што како опција според експертот Павле Гацов треба внимателно да се разгледа. Најдобрата опција за граѓаните е струјата да не се оданочува со ДДВ. Но дали тоа е можно ако државата не успева да го одржува квалитетот на јавните услуги, инфраструктурата и дека поради тоа мора да се задолжува во земјата и надвор. Вели Гацов, вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики е воздржан во однос на враќањето на ДДВ-то и се повика на пресметки. Се прават последните анализи дали ќе остане на стапката од 10% или може да се врати на 18% без при тоа да товарот падне целосно кај граѓаните. Од друга страна Гацов подсетува: намалувањето на даночната стапка на електричната енергија беше привремена мерка со законски утврден временски рок на траење, чиј рок на примена беше одлаган заради силината на ценовниот удар. Сметам дека мерката не треба да се применува ако се елиминирани причините заради кои мерката беше воведена. Цената на струјата во кризниот период беше намалена заедно со ДДВ-то, но граѓаните ја изгубија ефтината дневна тарифа. Според Гацов, сега е логично ДДВ-то да се врати на 18%, но и ефтината дневна тарифа. Намалената стапка на ДДВ се однесуваше само на граѓаните и се очекува намалување на цената на струјата и повторно враќање на ефтината тарифа. Од тука, очигледно е дека се создава простор за пополнување со данок на создадениот ценовен простор. Констатира даночниот експерт Гацов. Колку во оваа сметка ќе се најдат граѓаните е неизвестно се до одлуката на регулаторната комисија која треба да биде донесена на крајот од јуни. Но граѓаните ги јаде проблемот со функционерските плати, нелогичните трошења, неплаќањето даноци и сметки за струја во цели општини од западниот дел на Македонија и слични други болни за нив состојби.